Летната школа на македонски јазик повеќе не постои, а на нејзино место децата на иселениците ќе посетуваат летна школа на која ќе го изучуваат мајчиниот јазик. Токму на 10 годишниот јубилеј Агенцијата за иселеништво на Република Македонија како организатор на оваа школа донела одлука да ја ребрендира поради променетите околности. Во неја отсега се вклучени и деца на кои македонскиот не им е мајчин јазик, па затоа настанала и промената во нејзиното име. На нашата летна школа оваа година први се вклучија дополнителни проекти. Значи се вклучија Хрватско-македонското друштво со нивниот проект Дружење на децата од дијаспора. Значи се вклучи они со нивниот проект Дружење на децата од дијаспора во Македонија и Хрватска, каде што ќе имаат они настава по хрватски јазик на хрватчињата кои што живеат во Македонија и ќе се дружат со хрватските деца и македончињата од Хрватска, што се таму. И дополнително оваа година имаме 3 дечиња албанчиња кои што сакаат да го изучуваат албанскиот јазик по потекло од Македонија, од Данска. Шалваринов инсистира дека заменувањето на македонскиот со мајчин јазик нема никаква конекција со договорот со Грција. Предлог проектот јас го поднесов август лани. Така да брендирањето на проектот, ребрендирањето на проектот веќе почна од август минатата година, така да нема конекција. Летната школа овој пат на мајчин јазик започнува денеска во Охрид, а ќе трае до 1 август.